Здраво, еконаучници, и добре дојдовте во нашата екоучилница. Денеска ќе се запознаеме со експериментот фаќач на дожд. Со овој експеримент сакаме да заклучиме дека дождот е од преголемо значење за живиот свет и дека ние луѓето треба да пронаоѓаме начини што ќе ни овозможат да бидеме внимателни со користењето на вода, да ја штедиме и да ја користиме рационално. Внимателно следете не и почнуваме. Потребни материјали ни се: неколку крупни камења, дрвена лажица, маркер, линијар, пластично шише и ножици. Го сечеме шишето на половина. Ги ставаме камењата во долниот дел од шишето. Потоа го ставаме горниот дел од шишето во долниот наопаку, грлото на шишето надолу. Ја земаме дрвената лажица и ја обележуваме целата по сантиметри. По желба, можете да ја декорирате лажицата да биде во форма на девојка. Ја ставаме лажицата во шишето и го вадиме шишето надвор на прозорец или надвор во дворот. Излезете во дворот на градинката, за да видите како функционира фаќачот на дожд, симулирајќи дожд преку прскалката или со помош на црево во дворот на градината. На децата им давате задача на собраната вода од тестирањето на фаќачот на дожд да ја искористат за наводнување на некои растенија во рамките на занималната. Од овој експеримент заклучуваме дека дождот е од преголемо значење за живиот свет и дека ние луѓето треба да пронаоѓаме начини што ќе ни овозможат да бидеме внимателни со користењето на вода, да ја штедиме и да ја користиме рационално.